Прашам, дали на пример мислиш дека подметнувањето на кандидати македонци во Струга и во Тетово од страна на левица ви одеше директно на штета на вас, на демократи, со тоа дали ви го отежна патот, на пример, да ги расепкаат македонските гласови, а всушност ништо не добија левица? Јас веднаш ќе кажам дека размислувам на начинот на отворените листи, не размислувам на начинот на затворени листи. Односно, по принципот на затворени листи, токму тоа и се случува, значи некој кандидира, некој за да расцепка гласови, за да не му даде на некој доволно број за да влезе во втори круг и така натака. Како гума за спасување на... Да, додека јас воопшто не размислувам така, јас мислам дека не би требало да биде никаков проблем кои партии, колку кандидати, какви кандидати ќе кандидираат на било кое место во избирачко место во Македонија или било која изборна единица, затоа што сметам дека сите партии треба да бидат еднакви, не само по финансирање, него со отворените листи се гледа само кој е квалитетен кандидат. Значи воопшто не е битно, јас тоа не постои, мислам, за мене, извини, се поништува тој израз македонски партии, албански партии и така натаму кандидат. Едноставно тоа се партии со своја програма, со своји имиња и тие партии треба да имаат најквалитетни кандидати, најквалитетни луѓе како членови. Дали се тоа македонци, албанци, роми, која националност, тоа воопшто мене не ме интересира, затоа не сум за тоа да се да не се кандидираат македонски кандидати за да не му наштетат на македонскиот кандидат да ги расцепкат гласови. Но мислите дека не е така? Па не, сега е така, ама не треба да биде така. Јас не сакам така да ги гледам работите. Ја не сакам така. Во одредена општина, ако се кандидира, ако 10 или 20 политички партии кандидираат свој кандидат, мислите дека ќе има исто гласови што на пример ако две политички партии имаат? Јас мислам дека ако некој од тие 10 или колку таму кандидати ќе бидат е квалитетен, народот го почитува, го сака и сака тој да биде граначелник, можете и 100 партии да кандидирате, луѓето ќе гласаат за тој човек. Ме разбирате? Значи не е сега дали толку партии па му одземале гласови, зошто некој намерно да мора да гласа, не знам сега, ВМРО не кандидира кандидат за да не му наштети на левица или вредни ССМ. Зошто да ги има тој гласовите на тие луѓе во джеб, па да мора тие луѓе, што викам, клиентелистите да гласаат по наредба, меѓутоа со отворени листи нема клиентелисти. Едноставно, луѓето си ги гледаат квалитетите на кандидатот, кој се дали албанец, македонец, не ме интересира, јас во тој човек верувам, имам доверба, го почитувам и гласам за него. Дури јас можам да гласам во да кажеме македонски општини со населени со македонци за албанец, зошто да не, ако е тој најквалитетен. Разбирате? Така да не се замарам воопшто со тие теории, со тие дали левица и демократи си направија конкуренција намерно, ненамерно, тоа се глупости за мене. Едноставно, подитно треба да се водат отворените листи и тогаш овие филозофии се тотално неважни, него ќе се истепаме и ние и левица и ВМРО и сите најквалитетните луѓе да ги најдеме, нив да ги ставиме кои што луѓето најмногу ги барат, а не најпослушните. И тогаш да видите како тие луѓе ќе добијат гласови и како тогаш ќе тргне работа и со општината и со државата и со сите системи од државата. Ама звучи како коалиција воеднина да има меѓу левица и меѓу демократи. Видете, во политиката има едно правило, никогаш не вели никогаш, нели? Се е можно. Како беше политиката, уметност на можностите или на возможност. Така да, доколку левица или друга партија постои во Македонија, ги исполнува законите на Македонија, зошто не би правеле коалиција со таа партија или со било која друга? Ако тоа е во интерес на државата и во интерес на народот. Така. Секако не би правеле коалиција со други партии за лични интереси и партиски интереси, а во штета на народот и на државата, која што да кажеме и денес ја гледаме дека се случува. Се случуваат коалиции, добиваат партиите, добиваат поединци, меѓутоа како што гледате, тонеме сите заедно и луѓето и народот и државата. Зоран, дали сметате например дека одредени политики на левица се штетни за државата и за општеството или ја гледате како вистинска опозиција? Што се однесува до левица, јас и порано сум кажувал и пак ќе кажам, политиките на левица се доста прагматични, тие го гледаат својот интерес и тоа е паметно од нивна страна, ако се гледаат, ако се поставува така работите да е најважен личниот и партискиот интерес, тие работат доста прагматично и се гледа дека до сега има некој напредок, меѓутоа главниот проблем што јас секогаш го кажувам кај левица е во тоа што левица има катастрофална програма и нема никаква понуда. Односно, левица има доста интелигентни луѓе кои што изворено ги фаќаат криминалните партии и СДСМ и ВМРО-ДПМН, за мене се тоа криминални партии, кои што ја утепа Македонија во секој поглед.
и тие ги фаќаат нив во сите нивни намери за лажење, за крадење, дали имаат инсайдерски информации, дали има доволно интелигентни луѓе што ги предвидуваат нивните чекори и доста добро се борат против нивните криминали во собрание. Меѓутоа, јас не слушам од левица воред, овие се криминалци, овие се лоши, овие се вакви или онакви. Што нудите вие? Значи, која е вашата визија, која е вашата мисија, на кој начин да се дојде до таа визија и што да правиме во следните години, кои цели треба да се постигнат. Тука е штама од страна на левица, затоа што нивната идеологија, си кажуваат во нивната програма, стои дека тие се против НАТО, тие се против ЕУ, тие се за влез на Македонија во БРИКС, за кон Истокот, кон Русија и така натака. И тука автоматски значи дека тие се за пропаст на државата. Затоа што ако навистина се исполнат тие нивни цели, Македонија нема што да бара во политиката и таа ќе престане да постои како држава. Најголемата поддршка што има Македонија за нејзиното постоење и функционирање од Америка и од Европската унија, тие се против тоа, така што навистина е страшно да помислам дека некојаш левица ќе освојат многу гласови, ќе дојат како главна партија на власт. Мислам дека државата нема да ја издржи левица и нејзината идеологија.